одредени области што се тие државни јавни институции. Значи, речиси, сега имаме нови области за 10 години се нови работни места. Кој е вашиот коментар за? Токму е тоа она што го споменав и во делот на пресод. Се работи за грст пари за задоволување на потребата, основната потреба на граѓаните, играта со нивните чувства да бидат дел од општеството, да имаат работа, да работат, дел борба за екзистенција, само и само во насока на она што следи веднаш после Нова година, а тоа е предвремените парламентарни избори. Тоа е тоа пресликување на владењето на Зоран Заев од времето кога владееше во Струмица, кога се делеа општинските буџети за тендери, кога се ангажираа работници само и само во изборни цели, подкупи, корупција. Можеби во овој период сега до Нова година, до почеток на заминувањето на Зоран Заев на во мрачната историја на Република Македонија, нели на 3 јануари, кога започнува фактички оние пржински правила на игра, можеби во овој период сега не се опфатени со оние закони за спречување на мито и корупција од овој тип во предизборието. Меѓутоа, сепак е премногу забележително, еве и вие реагирате со самото ваше прашање, веќе реагирате дека станува збор за едно однесување кое што е крајно сомнително, кое што може да се гледа како едно коруптивно однесување на оваа власт во заминување токму во предречение на изборен процес. Вие знаете, пред 3-4 години се зборуваше, значи кога беше на власт, дека администрацијата е премногу товарена. И сте уште, дали сега што мислите, дали има уште простор да се вработат луѓе во јавната администрација и државата? Видете, тоа се тие небулози, тоа се тие заевизми, тоа се тие лаги кои што ги шири оваа власт. Јас колку што се сеќавам, и актуелниот министар Дамјан Манчевски во рамки на оние протести кои што ги организира пред да дојдат на власт, зборуваше за обемна, спора, корумпирана администрација, ако добро се сеќавам, зборуваше дека администрацијата треба да биде мала, администрацијата треба да биде ефективна, ефикасна, за потоа да видиме дека само последна година од неговото министерување, чинам дека беше над 3000 нови вработувања, нови работни места во администрацијата, не онаа природна замена. Сега се уште не знаеме колкав е бројот на администрацијата и зошто се овие нови вработувања, но неговите сведочења дадени како изјави, зошто он вели дека има потреба се уште да се полни администрацијата. Во овој дел би напоменал дека и можеби на овој начин не само што прават мито и корупција за избори, во овој дел сакаат и да прикажат намалување на невработеноста во Република Македонија, која што они постојано власта го истакнува, а апсолутно никој не може да наброи ни 3 нови инвестиции или фабрики каде што се вработиле тие извесен број на луѓе кои што тие велат дека е намалена невработеноста. Ви благодарам.